Јас сакам да направам прво една мала рефлексија каде бевме пред година дена, пред година и пол, и мислам дека и најголемите оптимисти тука меѓу нас не би се осмелели да дадат ваква проценка каде ќе бидеме една година подоцна. Само година дена кога се формираше, кога го доби мандатот сега премиерот Заев, Македонија беше на длабока политичка криза, имавме срозани институции, демократијата беше во слободен пат, имаше големи и страшни проблеми со владењето на правото, селективна правда, апсење на рачани политички процеси, следење на политички непријатели, голема злоупотреба на полицијата и на безбедносните служби и генерално имавме многу лоши односи со сите соседи. Тензии, недоразбирања, продлабочување на проблемите. Сега една година подоцна, ќе почнеме од ова последното, успеавме да случиме лани договор со Бугарија во август 2018 година и нема да навлегувам во деталите на тој договор, туку ќе зборувам само за резултатите. Откако е потпишан договорот до денес, трговијата помеѓу Македонија и Бугарија порасната за 12%. И не само тоа, Бугарија не стави високо на агендата на ЕУ интеграции и не држеше имавме многу силна поддршка за време на нивното председавање. Во однос на Грција, најголемиот проблем што ги имаше Република Македонија во последниве 25 години, кој како камен околу нашиот врат не влечеше назад, сега имаме потпишан договор, кој што е еднаш ратификуван, веројатно за брзо време, веројатно утре ќе биде повторно ратификуван во собранието и кој што отвора една нова перспектива за државата да се исполнат двете најважни стратешки цели во нашата надворешна политика. Тие две најважни стратешки цели беа утврдени уште од почеток на 90-тите години со едногласна усвоена декларација во собранието од страна на сите политички партии. За тие две стратешки цели постои апсолутен политички, надпартиски и меѓуетнички консензус. Се разбира, зборувам за членството во НАТО и Европската унија и околу 75 до 80% од населението во Република Македонија, од граѓаните ги поддржуваат тие. Договорот за Грција, кој што го склучивме со Грција, овозможува тие две стратешки цели да се исполнат. Веќе Европскиот совет даде една јасна одлука, комесарот Хан доаѓа на 17 јули да го почнеме процесот на скрининг, со тоа и официјално почнува припремата за отпочнување на процесот со преговори. Очекуваме дека во јуни 2019 година и формално ќе го почнеме процесот на предпристапни преговори, а многу по-конкретно и по-јасно, веќе следната недела на НАТО самитот во Брисел ќе добиеме покана за членство во НАТО и со тоа веќе почнуваме постапката за членство во НАТО. Значи, ова се едни конкретни резултати кои што даваат многу јасен плод, јасен резултат, а кои беа постигнати од новата влада во однос на промената, дојде како резултат во промената на политиката која што се водеше со соседите. Нема повеќе продолжување на проблемите, отворен диалог, со толеранција, со разбирање, со придонесување сите отворени прашања да се затворат. Македонија во овој момент е држава на пат да нема отворени прашања со своите соседи. И тоа е единствена држава на Балканот која што може да окаже тоа. Откако ќе помине договорот на референдум во Република Македонија, Македонија ќе биде единствената држава на Балканот, вклучително и компаративно земено со други земји членки на НАТО и на Европска унија, која ќе ги има затворено сите прашања со своите соседи кои се однесуваат во однос на политички и државни работи. И сето тоа помага државата да оди напред во евроинтеграцијските процеси. Тие за нас се важни од два аспекти. Прво, за консолидација на реформите дома. Владата е посветена на процесот на реформи, на подобрување на институциите, заекнување на владење на правото, темелна реформа на безбедносните служби, но и средување на состојбата во јавната администрација, подобрување на ситуацијата со слободните медиуми, но од друга страна, многу поважно за индивидуалните граѓани, за секојдневниот живот е што процесот на евроатлантски интеграции значи економски подобрување. Дава еден импетус, дава поттик на економијата, ги охрабрува инвеститорите и ја праќа најсилната порака до потенцијалните инвеститори и партнери на државата кои би сакале да дојдат и да ја заекнат економската соработка.
Со ниту едно роудшоу, со ниту една презентација не можете да го засените или да создадете подобар впечаток од фактот кога ќе станете земја членка на НАТО и земја членка на Европска Унија или на пат да се зачлените во Европската Унија. Затоа мислам дека кога се прават сите овие чекори во нашата и надворешна и домашна политика, на прво место е економскиот интерес, подобрувањето на добробитта на граѓаните, зголемувањето на животниот стандард. Ама има различни инструменти да се постигне тоа. Не се доволни само економските инструменти и политики. За држава како Република Македонија многу е важен општиот контекст и многу е важно да има правата политичка поддршка. Затоа во Република Македонија денеска почнавме од ситуација на заробена држава пред една година. Имаме ситуација кога демократијата е повторно вратена, кога институциите нормално функционираат, меѓуетничките односи се крајно релаксирани, владата е посветена на концептот на изградување на едно општество, во кое што разбираме дека сите ќе бидат подеднакви, дека законот ќе важи еднакво за сите, дека ќе има посилна социјална кохезија, но и го препознаваме процесите кои треба да се завршат и во нашата држава и во односите со соседите во однос на помирување и подобрување на политичката и на економската соработа. За да заклучам, Македонија е мала земја, но не малите. Во Европа една од помалите на Балканот, ама е во моментов голема надеж. Како за регионот, така и за Европа. Во овој момент ние сме најпозитивниот. И ова не само дека имам образ како представник на владата да го кажувам, туку мислам дека е стварно факт. Најпозитивниот пример за тоа што значи процесот на европска интеграција и колку тој може да помогне една држава демократски да заекне и економски да просперира. Она што го реализираше, што помогна во голема мера, не апсолутна, но во најголема мера, да се оствари сето тоа беше лидерството, пред се на премиерот Заев и на членовите на владата, но и тоа лидерство беше во голема мера реципрочно возвратено од страна на лидерите во регионот и во Европската Унија. Без нашите партнери, владите кои што во моментов, но и различните други партнери во земјите во регионов, и во земјите членки на Европската Унија не можеше ова сами да го постигнеме. Заради тоа мислам дека не треба да бидеме само задоволни, имаме уште многу работа пред нас во смисла на домашните процеси, во смисла на евроатлантските интеграции, но сигурен сум дека сме на прав пат и во соработка со нашите партнери во земјите соседи, како и во земјите членки на НАТО и на Европската Унија, мислам дека во иднина ќе имаме уште подобри резултати.